И она што сега се сака да се наметне во јавноста дека се блокирани 130 милиони евра, дека ќе македонското земјоделство ќе има сериозен застој, дека ќе изгубиме овие европски фондови и така натака, што апсолутно не е точно. За да биде уште еднаш кај ве повторувањето појасно, ова што се случи со тоа противзаконско действие кој што сега јавното обвинителство води постапка и целиот процес на проверка што внатре се случувало, го водиме ние како држава, односно националното тело наше, веднаш по обзнанување на ваквиот случај, ги замрзна средствата, односно ги стопира сите активности во делот на Добро, и премиерот Мицкоски излезе со изјава дека и на негово барање се повлече. Добро, кога велам на наше барање, зборувам кога државата настапува во делот на да се провери што точно се случувало внатре, што исто така паѓа во вода тезата дека Европа, односно Брисел, не ги блокира средствата. Не, напротив, ние сами ги стопираме сите процеси да провериме што точно се случувало внатре, да ако утврдиме... Добро, и други информации говорат дека и тука националниот координатор за користење на средствата и фондовите, и тој реагирал. Практично он е најповиканиот во делот да провери, сега се внатре во платежната агенција се прават тие дополнителни проверки во делот на дали се запазени процедурите, дали е нарушен системот или се работи само за инфекција, односно злоупотреба на директорот кој што бил во тоа време, кој што е фатен во тие противзаконски действија, што значи дека ние оваа проверка кој што ја правиме и ја пријавивме во Брисел, одговорот од Брисел беше одлично, добро е што брзо реагирате на вакви несакани појави. Очекуваме да ни известите што точно се случувало внатре во делот на вашата интерна проверка која што ја правиме. И таа проверка се уште трае внатре.